пријателки, вие што работите? Ми ево плетиме. Плетим, што е тоа што плетите? Джемперче. Джемперче. А ова облека многу убава. И сама сте изработиле? Нарочно ова пештеркава многу е убава со шарки. Како ги викате овие шарки? Овие прави. Зашто ние у етнолошкиот музеј по старскиот живот, напрежниот живот, имаме собирани пуно работи, па исто сакаме и од овој крај нешто да набавиме. Потекнувам од стара скопска занајчиска фамилија, така да ја покасно при студијата зимам таа област, управо етнологија и антропогеографија, бидејќи тогаш немаше чиста етнологија. На факултетот, као добар студент, и мојот професор Филиповиќ ме зима како асистент. Како единствен стручнак по етнологија и антропологија, бев повикана од тогаш народните власти да организирам музеј во Македонија. Прво време уопште немавме никакви буџетски средства. Бесплатно организирам екипа за да собирам етнографски предмети. Уште 45-та и 46-та од поклони направам изложба за народната уметност, за народното творештво текстилно. За Кличкова вера јас разбрав уште 50-та година, бидејќи етнолошкиот музеј беше во зградата над банката, на плоштадот. Беше формирала редакција на вестникот што почнаа да го издават. Вестникот се викаше Вестник за етнологија и археологија. Јас знам кога во незината канцеларија беа собрани 4-5 жени од Скопска Црна Гора. Таа ги распрашуваше за секој предмет од облеките што ги беа они донеле тамо, како се вика ова, како се вика, и беше многу внимателна со предметите. Кога го она држеше предметот во раце, мислиш дека држе кој знае какво богатство. Го разгледува од сите страни и нормално луѓето што го донеле ги распрашува до последна буква да кажат кој ги правил, како ги правил, која волна, кој предел. И најважната работа се интересираше за во кои бои се боени волната и расправаше дали е тоа од лис од орев, не знам, семки од дренка, и целиот тој спектар практично од бои бил од природни материјали. Почетокот тешкотиите беа што беа неприродни и самите патишта. Тоа немаше патишта. Повеќе пешки сум ишла и по 30 и по 40 километри со ранец наравно, за да можеме да дојдеме до некое село, и тоа обично се ишло по-затъмтено, по-далечно село, подпланинско или планинско, за да се добијат оние материјали кои се неопходни за целокупна народна носија или за други материјали кои што е сачуван битот на пазарите,
Па и таму сум ишла, за да можам да откупам. Тоа уедно бесцење, толку ефтини работи да можев. Навистина, доста предмети да соберам за така кратко време, кој што реков 48 веќе и да се оснива и изложба. Во 49-та Етнолошкиот музеј станува посебен музеј со своја програма. Она практично со својата работа направи цела школа луѓе кои што после ја превзема работата во Етнолошкиот музеј и што е најважно, со целата таа група околу неа одеа колективно на терен. Со денови одеа по селата и за една работа знам сигурно, а тоа е кога за некој предмет собственикот барал поголема сума, а Етнолошкиот музеј немаше некои пари, сите знаеа дека Вера ќе најде начин да плати. И што е најважно, она ги третираше сите националности кои што живееле на ова територија. Јас кога влегов во канцеларија, бев многу млада и прв пат се сретнував со директор на една организација работна. Ето тоа беше Етнолошкиот музеј. И Вера само што влегов, ме призми со насмев. И тогаш, кога ми се насмеја, јас се ослободив од онај грчот младешка трема. Во тоа време немаше многу дактилографки. Немаше дактилографки што го познаваат, не можам да речам совршено, меѓутоа доста солидно македонскиот јазик и неговата граматика. Вера ја работеше целата организациона работа во музејот. И мислам дека целата беше оддадена на музејот и го бараше неговото совршенство. Да, затоа што во Вера ништо не сокриваше од оно што таа го сознаваше, него одма им го пренесуваше на колешките и ајде работете сега на ова програма, ајде да го направиме овој дел, да го направиме онај дел. И така музејот израсна во еден угледен музеј, не само во Македонија, него по свет. Вера Кличкова беше една така кревка, да речам, жена, меѓутоа со многу силен карактер, со многу силна желба тоа што ќе го науми и да го реализира. Сите околу неа што работеа го знаеа тоа и се трудеа тоа што ќе нареди, тоа што ќе види во програма да се направи безрезервно, солидно да се направи и многу битно беше да се тоа солидно опише, да се документира, да се фотографира и за секој да има посебно досие. Исто идеше фотограф обаведно да слика она што го регистрираат кустосите, да има негова фотографија, како изгледа тој предмет и живеалиште или многу одговорно се работеше, до детали идеше. Дури во кој момент како се смејат за време свадба, за време крштепка и така имаше некои правила самопишани што се вика во живењето и практикувањето во животот на луѓето. Прво, текстот за филмовите на рака го пишуваше во тетрадка. Да. И после тоа го читаше и
ги вадеше првенствено, например, ако прави филм за начинот на ткаење. Па ќе регистрираше како изгледа развојот. Па потоа ќе регистрираше, јас сум била и можда не многу, али доста пати со нејзе на терен. И знам се што правеше, како тоа го правеше. Кличкова го вработи хонорарно изгледа Благој Дрнков. И тогај они направија неколку проекти, неколку сценарија. И Благој Дрнков тие документарни филмови ги реализираше. Со Неделко Василев снимаше, со Дрнков снимаше и уште еден имаше. Еден документарен филм има за езерото, Катлановското езеро и за рибите и риболовот на езерото, на берењето на тие трски и што од тие трски се прави. Езерото го памтам. Стариот начин, знаеш, на рибарење, како ловеа со тие примитивни, не се вика алат, така. Пак, дали како ќерка на некој рибар, пошто млада бев, така и облечена по фустанче селско. Инаку немав улога некоја глумачка, него така како од рибарите нешто, дали внука или со дедо бев или како беше, не се сеќавам на вистина. Али не ова, не беше глума, него така, тоа сосема природно беше. Ништо не беше наместено. Вера истражуваше со луѓето, со селаните, разговараше и од тие разговори имаше, вадеше па внесуваше во разговорите со рибарите. Да, така да го вклопи као една целина да направи. Не само рибарот, него и неговото размислување. И цел живот вака папчето го носиш со косичката назад. Сама се ја изработувала. Овие, како се вика? Душата им беше вака блага како гост. Гина. Етнолошкиот музеј има повеќе филмови снимени со етнографска содржина, обичаи, предели и ред други работи кои беа значајни за да се сачува за идната народна култура, за идните поколенија. Покрај тоа имам учествувала со филмовите во Ниш 1957 година на етнографскиот филм каде учествува од Југославија сите. И прва почнувам да снимам етнографски филмови во Југославија за зачувување на тој народен бит и народна култура, народните обичаи. Исто така учествувано имам во Париж со еден филм, на етнографски филм, обичаите ѓурѓовденски. Вера Кличкова реши
пред земјотресот во 63 година да се издаде она прекрасна книга со носиите на Македонија. Во тек на земјотресот и во 1963 година етнолошкиот музеј беше делимично оштетен. Уште во осабелешните часови, 6 и нешто, 6:30, јас веќе бев у музеот да видам што е све уништено, што е нешто оштетено во етнолошкиот музеј, од збирките и све. Потоа, прегледувајќи, си искачив горе со мојот режисер или сметководител и констатиравме дека не е така многу оштетен, само оние витрини и некои грчарски предмети, иначе самиот материјал кој беше целокупен беше останат онака како тоа што беше и порано. Околу 74-та се отпочна да се гради Народен музеј во Македонија, зграда за Народен музеј во Македонија. После тоа отидов во пензија и уопште не учествував во таа изградба на тој амбиент за музеј, Народен музеј во Македонија. Она создаде еден таков фонд кој кога помина во музеот на Македонија, нели, етнолошкиот музеј, депото беше полно со стотини предмети. Имаше еден дел со килими. Какви килими имаше богати, некој ги добиваше она како подарок на музеот, а некој од тие килими ги купуваа. Теренот, мислам, во етнолошки бил 60-тите, 50-тите и 60-тите години, почетокот на 7, после немаше. Ретко се одеше на терен. Ретко оде и тоа беше кратко. 2, 3, 5 дена. Кажуваше како со басма купувала предмети, со топови, асеи, американи, со кампањолата италијанска. Стечала со ножиците, тоа 2, 3, 4 метра колку треба. И доматинката се ратисува од онаа волна жешка, летоска не може да жнее, добива 3 метра лесна, басна, да лета по нивата. Ја така го сваќам тоа. Мариовската носија, невестинска можела да тежи 30-40 кила, не знам колку. Па тоа не се носи, тоа е вреќа цемент. И ти на сончето да дремеш, како се вика тоа, да гувае на жешкото саат, 2-3, со 40 кила на грб, човече. Ја мислам дека најубавите предмети, штом тоа, она го купува така 50, тие се сигурно во музеот најубавите. Се тя поштува. Значи, Вера Кличкова, кој ќе дојдеше, дојде Вера Кличкова. Сигурно имало не расправи, него несогласувања во работа, што е нормално. Али она кој ќе дојдеше, сите ја поштува, сите ја... Јас тогаш млад, тама работа. Мене ми беше чест да се запознам со неја, од слушање ја знам. Вера Кличкова, основач на музеот. Музеот го сваќала како дом, како втор дом, по смисол останувала после работа, прва доаѓала. Едноставно го сакала тоа. Што ме
го основала, учествувала во основањето на музеот. Таа живееше за музеот и музеот за незе. Да. Нека вплетеност имаше многу јака. Седеше до 12 сат некош и доеде во музеј, да мислите, темница, никој, простори, тишина. И после ја почнав да седам со неја. Да. Она живееше од Заврмала. Точно каде, не знам, во куќа и Стојанка ја дочува. Немаше она фамилија. Имаше нешто сродно. Имаше топлина нејзина многу. Во неја, мислам, топлина за луѓето воопште. Просто и мене ме засака многу. А и јас. И така некој природен спој дојде. Да ти му кажеш нешто да внимавај да не кажеш бабо. Беше една градска жена, како да кажам, баш Манири. со манири и со еден интегритет кој што се гледаше кај неа во секој аспект, со тоа што со нас, со мене како дете, беше прекрасно. Јас кога пораснав, можеби ги сватив тие односи какви биле и се тоа и како тоа се знаеше да го клопи во една пријатна целина и имал амбиент. И моите спомени таму личи Се спиеше таму да, спи при нас доаѓаше до исто. Со бабаката исто, тоа беше незина тетка. Каде таа живееше каде таму. Убави спомени. Имаше шпајс со разни кунски алатки, од стари ваги до авани, до 300 чуди, тоа ми беше мене едно поле за играње за фантазија. За време на мојата долгогодишна етнолошка дејност во полето на музеологијата имам повеќе заслуги добиено, ордени, пофалници, плакети и така натака. Етнолошкото богатство на Македонија, собрано од колективот на етнолошкиот музеј на чело со Кличкова, е најзначајното богатство што до денес е собрано и се наоѓа во депото на денешниот музеј на Македонија. Од моето повеќе годишно искуство имам дојдено до заклучок, а и самата етнологија као наука, она обработува самобитноста на нашиот народ и на народите уопште од светот, културата материјална, духовна. И мислам, би требало за идните генерации да ја негува таа култура и повеќе да се дадат на таа испитувашка работа, додека уште може на теренот нешто да се најде.